се среќни. Целта ваша е постојано да манипулирате по однос на активностите и политиките на оваа влада и како што кажав, бидејќи сте неискрена партија и никој пат не сте застанале сериозно да разговарате со синдикатите, бидејќи вие можете да кажете 100.000 да е минималната плата. За вас проблем не е тоа, бидејќи 7 години ги лажете граѓаните. Ние сме партија и власт. Ние ги лажевме граѓаните за минималната плата. Не ми упаѓајте во збор. Значи ние сме партија која што тоа што ќе го каже, ќе го реализира. И затоа ни требаат сериозни синдикати кои што прво ќе гледаат економската состојба во државата, развојот на државата, бруто домашниот производ, за да може да седнеме и да донесеме одлука по однос на минималната плата и покачување на платите. Само една кратка реплика. Не, колега. Вие сте партија со лажен пиар и сите си ги имате ставени розовите очила, пошто животниот стандард на граѓаните паѓа. За минималната плата, за растот на минималната плата, за растот на платите, СДСМ не може никогаш да го достигнете. Ние сме тие што од 8.000 ја качивме минималната плата на 22.500. Вие, на барањата на синдикатот, на барањата на работниците, не успеавте да ги удоволите и во овие услови, кога цените одат нагоре, да покачите платата на 30.000 денари. Не баравме ние, барат работниците, колега. Искрено, никогаш ВМРО ДПМН не сака да биде СДСМ. 20.400 минимална плата во денешно време е срамота. Ќе ви кажеме на работа. Вие не се грижите за граѓаните, за не сака да работниците. ги достигне СДСМ. Ќе ви кажам зошто. Нема да можете. Заради криминалите кои што ги правевте, слушнавте вчера како се украдени над 100 милиони евра. Тие 100 милиони евра да беа во држава и во буџетот кој што ги украдија од околината каде што живеете вие, минималната плата ќе беше многу повисока. И не ќе се боревме сега за да зголемиме за 2, 3 или 5.000 денари. Не заборавајте дека 11 години вие ја уништивте државата, колега. Се заборавате, колешке, се заборавате 7 години бевте на власт. Немој да обвинувате ВМРО за тоа што му направивте на Македонија. Вие ја уништивте државата. И сега не забораваат синдикатите реагираат. Исто е ВМРО. Не забораваат луѓето и ќе го видите резултатот на следните локални избори.